Еве повторно назад во студиото на Македонија. Денес чест и задоволство ми е што со нас е и најновото CD на Петар Ренџов Джезилка и кое што ќе имаме можност секако да го промовираме во денешното издание на Македонија денес. Пред новогодишно уште едно навистина убаво CD кое што навистина добро ќе дојде во овие новогодишни и божикни празници, кога се собрани со фамилијата, пријателите, најблиските луѓето кои што ги сакате и во позадина кога свири ова CD, верувам дека расположението ќе биде навистина уште поголемо. За самиот старт, пред секако да го представиме соговорникот во студиото и да разговараме за оваа тема, со една убава музичка numера го најавуваме разговорот снимано токму во духот на новогодишните и божикни празници, не тука во Македонија, во Лондон, но енергијата која што ја носи песната и спотот, верувам дека ќе допринесе за ваше добро расположение и начин секако да го воведеме во еден убав правец разговорот кој што следува и промоцијата на Джезилка, најновото CD на нашиот Петар Ренџов. Бидете со нас, се враќаме во студиото веднаш по Ноќна птица. Ноќта знае кој сум јас, само та ми нуди спас, само ноќе буден сум, само тогаш пуштам глас. Ноќе можам просто се, само тогаш кејф ми е. Ноќе душа дајте ми, ќе ви вратам магии. Јас сум човек сенка, имам многу лица, ноќта ми е сојузник, јас сум ноќна птица. Јас сум човек сенка, имам многу лица, небо со месечина, јас сум ноќна птица. Ноќта знае кој сум јас, само та ми нуди спас, само ноќе буден сум, само тогаш пуштам глас. Ноќе можам просто се, само тогаш свели бе. Ноќе душа дајте ми, ќе ви вратам магии. Јас сум човек сенка, имам многу лица, ноќта ми е сојузник, јас сум ноќна
Ноќна птица, тоа е тој нашиот Петар Ренџов кој што ни целиот свој живот функционира како ноќна птица, се со цел музиката да ја доближи до оние кои што сакаат да уживаат во неговите звуци, неговата работа која што низ годините ја остава. А мене ми е драго што сето тоа што тој навистина го сакаше и твореше во изминатите години, конечно го имам во мои раце. Джезилка е албумот на Петар Ренџов, каде што има 13 numeri кои што верувам дека ќе бидат омилени за сите вас, за да на еден навистина убав начин уживате не само во овие празници, туку во секој ден кога сакате музиката да биде вашиот мелем за душа. Нема да должам многу, сите детали за овој албум секако утрово ги дознаваме токму од Петар Ренџов. Добро утро, Петар. Добро утро, 24 вести, мојата омилена телевизија. Единствено неа ја гледам и вестите на неа. Сега ќе видиме со вашиот нов уредник како тоа ќе функционира. Мора да функционира подобро, сигурни сме. Ќе продолжи и со истиот квалитет како што беше и до сега. Имам навистина убав повод за да дојдам кај вас на гости, што се вика. Иако ноќна птица утрински долетавте овде. Малку ние ноќните птици тешко ни е наутро да станеме, меѓутоа джезилка е нешто што го работам 2 години би рекол. И не може да не дојдам и да не дознаат гледачите на 24 вести дека е веќе промовирана пред две ноќи. Имаше промоција и викам ај да го донесеме и барем да го видат. Да а ќе можат и да го даунлоудуваат оние кои сакаат да го даунлоудуваат од после нова година. А сега е убаво тие што не можат да го купат да ми се јават и да им го подарам. Ете, Петар Ренџов секогаш во негов стил расположен се со цел само да ја доближи музиката до сите нас, без онаа страна на заработувачката, само да се слуша музиката и љубовта која што е внесена токму во овој албум, кој што и самиот кажа долго време го подготвуваше. Одамна и ние го чекаме секако. Джезилка ете и навистина убав наслов на албумот. Да. Джезилка е кованица од джез и везилка. И тоа е нешто што практично ја отсликува музиката на ова CD. Тоа е баш джез со македонска музика. Цело време проткајува една нота джез, меѓутоа е македонска музика на македонски јазик. Песните се има 4 песни кои се традиционални македонски. Тука е Твоите очи леномори, песна за Ленка Пингова. Една штипска моравме да направиме со кумот ми Мето Чепреганов на гитара, 2 гитари направивме и мислам дека допринесува за убавината на CD-то. Меѓутоа има и авторски песни кои јас ги создадов баш во манирот на джез музиката. Она што сакам да го кажам е дека првата песна на албумот е Глинено око. Таа е песна која е издадена на плоча 1975 година од групата Триангл. На промоцијата беше Александар Стефановски Јамблан, авторот на песната, за што сум му благодарен за тоа што ми дозволи да ја преработам. И ништо, се постепено со моите да кажеме музички другари, музички браќа со кои јас соработувам, а тоа се Сенат Усеина труба, Кирил Кузманов на саксофон, Сашко Николовски на тромбон и Арсо Јаневски, познатиот конгаш од Тумбао Салса Бенд. Практично екипата е истите луѓе се од Тумбао Салса Бенд. Ние веќе една деценија соработуваме. Меѓутоа успеавме да направиме малку да звучи како биг бенд, значи како да има сета на Нью Йорк малку. Пробавме да го направиме тоа. Има тука и малку зазвучува и на Тумбао, малку зазвучува и на оној стариот Петар Ренџов на етно стил, меѓутоа и носи нови ветришта со звуците на брас секцијата, трубата, саксофон и тромбон.
Верувам дека ќе сакаат да го преслушаат сите оние кои што низ годините ја следат твојата работа и токму да видат што е она што е внесено во Джезилка, твојот најнов албум, но и како реагираа на промоцијата сите оние кои што имаа можност секако да присуствуваат на една навистина убава промоција каде што се собра и твоите пријатели, соработници, сите оние кои што низ годините ја следат работата на Петар Ренџов на еден навистина убав предновогодишен начин, собирање на љубителите на джезот. Па да, јас инсистирав да биде 2018 година издаден и затоа одбравме овие денови имаат можност луѓето да се забавуваат, сите фирми прават сериозни забави, под наводници сериозни забави и наместо да отидат некаде да се забавуваат по некој тие 150 души дојдоа на промоцијата. Ние се забавувавме баш на наш начин, на джезерски начин. Бранка Костич Марковиќ, познатата новинарка, ја направи рецензијата. Малку се шегувавме заради тоа што кога бев да го промовирам CD-то, еден од во едно радио, во едно скопско радио, еден од диџеите кој пушта музика во радиото, ми вика: господине Петар, ние овдека немаме веќе CD. И тоа ми беше лајт мотивот на промоцијата, ја да кажам дека во раката држам нешто што е тотално демоде. И дека денесната атмосфера на информации, на можност да добиеш у една секунда се, напливот на Вибер, Фейсбук, не знам што, нон-стоп имаме ние информации, не ни оставаат малку душата да ни биде раат. Ја викам, може би имаат информација, сигурно дека имаат информација на интернет, колкав ми е бројот на крвните зрнца, дека холестеролот ми е покачен и тоа, меѓутоа не можат душата по ниеден основ да кажат дали ја се чувствувам среќен, несреќен или сетен, значи тажен. Значи од таа тага и од тоа е произлезена Джезилка која носи и среќа и тага, меѓутоа тоа е една духовна состојба која не може нити CD-то од модерната продукција, нити USB, нити било што да се мери. Ете тоа ја што имам да ви кажам на гледачите. Новото време носи навистина многу новитети, многу нови можности, но како што кажавте вие, она што се носи во душата останува и тоа е тоа кон кое што треба сите да се стремиме. Низ вашата музика секако допира до душата, до сите сетила на слушателите, па верувам дека многумина ќе сакаат да уживаат во Джезилка и токму во овие песни низ кои што се проткајува и она македонското, традиционалното, но сепак и джез музиката, една навистина убава спојка која што треба да остави силен печат врз македонската музичка сцена, но и CD кое што верувам дека ќе отпатува и надвор од границите на Македонија. Па, оно е направено за Македонија. Значи, идејата е да го направиме за Македонија. Ја почувствував дека во етерот на медиумското презентирање ние немаме македонска музика квалитетна. И тоа беше идејата зошто јас ја направив Джезилка. Следното име ќе биде Цедилка. Да исцедиме малку музика за да имаме чиста, рафинирана музика. Мислам дека естрадата малку ни западна во ќорсокак. Моје надоврзување, едноставно сакав да ја подигнам тензијата на музиката. Колку тоа ќе успеам ќе покаже времето, меѓутоа јас се трудам со сите сили да едноставно тоа да дише, да го видат луѓето. Сакам да ја слушнат музиката, па да ми кажат: слушај, не ми се бендисува ова, можеш ти и подобро, ама нека ја преслушаат, само тоа ја барам. Да. Ете тоа, од прилика. Пред само 2 дена секако беше промоцијата и ова CD ја виде светлината на денот. Допрва следува промоцијата и на сите песни numери кои што се наоѓаат на истото ова CD. Веќе се подготвени видеоспотови кои што ќе продолжат и во текот на 2019-та секако да се емитуваат и по ТВ станиците. Очекуваш секако и радио станиците да бидат местото каде што ќе може да се слушаат сите овие 13 numери. Па ја мислам дека тоа ќе се слуша, сигурен сум. И таму има 13 numери, CD-то е полно со музика, значи со аранжмани направени кои не припаѓаат до сега, нема направено нешто слично.
Меѓутоа, јас морам да кажам дека има инструментална музика и вокална музика. Значи, Јане Дунимагловски е еден прекрасен млад пеач, чиј глас, ја лично не го познав, кога ги видов неговите спотови, неговиот израз, го поканив да се запознавме и го поканив да гостува на албумот и едноставно ме направи среќен. Темата се вика Тајна насмевка, баш е онаква, и таа е можеби со новогодишна атмосфера, таков е призвукот. Имаме една песна која се вика Лоза Drinking Woman, заради тоа што текстот е мојата жена пие лоза, пие лоза со кафе, пие лоза со чај, пие боза со лоза и ме пие мене за крај. Значи, малку е хумористичен текстот, меѓутоа тој текст е препеан од една позната джез, блуз тема, се вика Whiskey Drinking Woman. Значи, јас практично само ја препеав да ја доближам на македонски. И можеби целата джезилка ќе беше уште побава со поголем биг бенд, да Министерството за култура да ни дозволеше некакви средства, меѓутоа ние за ова издание ги имаме само Intex Systems и Сопот винарија како спонзори, така да на што сме им благодарни, зашто има чувство дека на музиката во Македонија и треба ново нешто, можеби старо по звук, меѓутоа не една свежина сигурно ќе донесе. Да, ќе донесе сигурно свежина и веројатно ќе го доближи джезот и до македонската публика. Станавме ли ние зрели за джез? Вака, джезот е една, како да ви кажам, занает. Значи, джезот мора да го изучите, значи, и после да го имплементирате во секоја музика. Јас джез сум имал само неколку часа од еден професор на Келнскиот универзитет и другото се сум го учел од слушање музика. Денеска има и джез академија, јас се надевам дека младите кои доаѓаат музичари ќе донесат нова нитка. Меѓутоа, джезот ние го ставивме и во CD-то на Тумбала Салса Бенд, која се викаше Салсита пред едно 5 години која е издадено. Го вметнавме джезот и дојавме еден латино звук. И со салсата и со боса новата и така добивме еден специфичен звук. Сега ова е нов тип на и јас им предпочитам да има джез во секој. Например, на Каролина албумот, ја ќе спомнам дека има внатре има имплементирано джез. Значи и другите што сум ги слушал, значи джез ЗДЖМ, Сдружение на джез музичари, сега има концерт пред една недела, јас бев таму и салата беше откупена преполна. Ја мислам дека луѓето во Македонија го препознаваат джезот како што препознаваат секоја сериозна работа која има естетика убава. Да, уште институциите да го препознаат квалитетот и да ги спонзорираат овие изданија, да имаме што можност за повеќе вакви CD албуми и во иднина, верувам дека ќе се промени многу повеќе сликата и нема да имаме оној проблем со соседството да ни доаѓаат. Нека доаѓаат, ќе се задржат повеќе. Истите институции се виновни за тоа што ни доаѓаат од соседството, ќе си ги соберат парите, ќе си ги однесат кај нив. А во Македонија нема да се слуша македонска музика. Со сите сили се бориме да се слуша, ама нема да се слуша заради тоа што чистиот квалитет си оди. Кој ќе види дека нема пазар, ќе види дека како мене, ја не можам се да продадам 30 седиња, по 100 денари не можам да ги продадам. Да разбирате, значи ама ќе ги подарите. Ама ќе ги подарам за тоа што од чувство, од припадност на македонскиот јазик. Ете тоа е прилика. А навистина квалитетно издание и омотот сам кој што е изработен, верувам има приказна позади себе. Има една песна, една инструментална песна за еден наш многу драг поддржувач на Тумбала Салса Бенд. Се викаше Веселин Стефановски, тој веќе не е меѓу нас, некаде на небото. Меѓутоа за него јас лично направив една
песна тој додека беше едноставно не одеше по земјата. Значи лебдеше, беше со идеи, со нешто што носеше идеи. И едноставно една инструментална песна и за него направив спот. Ја искрено се надевам дека во наредните денови можеби ќе опуштите и на 24 вести. Музиката е преубава за спотот, ќе треба да судите. Тој е на Јован Наумовски, еден ние го викаме Зет на Тумбао. Го правеше спотот и мислам дека ја има сетата која треба да има. Па мислам дека наредните денови ќе имаат можност гледачите и на 24. Веќе утре јас им ветувам доколку го добиеме навреме спотот, ќе може да го погледнат гледачите, ќе сакаме секако да го пренесеме сето тоа. Сакам да ве прашам за омотот, овие бои кои што се овде, ова гитара. Што тоа зборува? Тоа се бои, реални бои, не се измислени, не се земани од еден драг камен. Ја му го заборавив името, едноставно сакав да ги има боите испреплетени и на интернет барав податно нешто кај што ќе бидат испреплетени боите. Ова се боите на светлината, значи испреплетени меѓу себе, меѓутоа има и црни дамки кај што се судираат со темнината. Значи, ја мислам дека џезот како идеја, како музичка идеја е токму тоа и затоа и ја сакам. На коверот и мојата позната гитара, која се вика Темјаника, резбана од маестро Љубомир Бисин од Велес, кој ја ископаничи, тој е копаничар и е прекрасен човек кој ме задолжи правејќи ми ја гитарата. И едноставно сум горд што имаме уникатна гитара, па сакав да ја има и на џезилка. Некако тоа го споивме. Тоа е Александар Прилепчански го направи коверот, значи целата идеја за вкупното решение на Сашко Прилепчански, мој драг другар, ние се знаеме од деца, татковците ни беа другари и ми помогна, ете, он го реализираше целиот омот. И така, со тоа се занимаваме. Иначе не би се слушнал со Сашко Прилепчански да го немавме ова. Значи комуницираме, правиме некое кафе, се дружиме меѓу музичарите со нас. Едноставно одбивам ја некако да живеам во капитализмот кој сега ни го наметнуваат, а ние сме некои прирачник за почетници во капитализам. Тоа пробувам да го тргнам од мојот живот и да живеам само со музиката и луѓето кои што ја сакаат музиката и кои што живеат за неа и верувам дека е убав тој начин на живење, музиката знае да допре, да ве отргне од настрана од сите секојдневни проблеми, сето она што мораме да го слушаме, а не се пласира во јавноста. Сепак тука е џезилка која што ќе ја понудиме на сите оние кои што сакаат во убава атмосфера да ги поминат и овие празници, но и секој нареден ден во годината да ги преслушаат сите овие 13 песни. Имате ли вие можеби фаворит нешто помеѓу ова или ќе биде како тоа со мајката кога ја прашуваат кој е омилено? Јас морам да ја дадам домашна задача на нашата водителка, да ја преслуша џезилка и следниот пат кога ќе дојам ќе испрашувам прва песна, втора песна и да видам општото мислење дали е толку квалитетно за колку што јас зборам сега во овој момент. Јас не се сомневам во тоа, ќе ми биде чест и задоволство да го преслушам неколку пати, веднаш секако ќе ја споделам информацијата со вас, а на гледачите ќе им ги пласираме најновите видео спотови кои што се произведени, а токму се дел од џезилка, за да и тие на некој начин ја чујат музиката од ова CD. После Нова година рековте ќе може да се даунлодира од платформите кои што се на социјалните мрежи. Убаво би било доколку посакаат секако и да го купат на еден начин, поттик за вас како музичар и за она што допрва сакаме од вас да го добиеме, некои следни изданија, следни музички проекти во кои што ќе работите и секако ќе оставате белег на македонската музичка сцена. Па јас се надевам дека ќе допре до повеќето од гледачите во моментот кој не гледаат, ќе допре до јавноста, ќе направиме концерт во март или во април месец со дружбата, со социјалистичкото друштво Тумбао Салса Бенд, ќе направиме концерт. Малку и на тоа ќе мислиме, нормално знаеме дека спонзори нема да имаме. Не мора да имаме, ве ги поттикнуваме. Да, и сами ќе го направиме и тоа сигурен сум дека ќе биде убав концерт,
како што беше и концертот на Тумбао Салса Бенд, вие тука го пуштивте повеќе од 50 пати. Изминативе 5 години. Мислам дека тоа го сакаат и гледачите, го сакаме и ние. Зашто ние музичарите сме ви благодарни заради тоа што имате чувство за зборот, за македонска, за забава, за едноставно не сите медиуми го имаат тоа чувство, така да ви благодарам 24 вести. Да, верувам дека нашата соработка ќе продолжи и понатаму, ќе имаме можност секако да ја следиме вашата работа и сето тоа да го пренесуваме на нашите гледачи. Мене ми е чест и задоволство што ова утро бевте дел од Македонија денес, што тука го промовиравме ова ваше ново CD и секако понатаму ја следиме работата со сите ваши музички спотови кои што ќе значат многу за и нашата емисија и за гледачите и за македонската музичка сцена, за да можеме што почесто да слушаме квалитетна музика благодарение на она што вие со многу љубов го творите заедно со сите ваши пријатели. Ќе ви посакам многу успешна 2019 година. За самиот крај, задоволни ли сте за 2018 како помина со оглед на тоа дека токму оваа година ете го добивме и ова CD? Па да, ние имавме многу работа во 2018 ги исполнивме сите очекувања што можеме и над тоа. Зашто сме пресреќни сега пред нова година и ја завршуваме исто така со работа. Секоја вечер имаме некаде каде да свириме. Вечер ќе свириме на плоштад Македонија, на отворено за сите кои сакаат да ќе биде отворено, кој сака да дојде со Тумбао Салса. Ќе се свира 3 композиции од Джезилка, ќе има греано вино. Тоа е во организација на град Скопје, мислам. Утре, заутре, позаутре свириме на фирми кои на корпорации по 500 души пред нас, по 800, пред 2-3 вечери за една банка свиревме, 800 души беа пред нас и на крај не оставаа да си одиме. И тоа не исполнува. Мислам, искрено се надевам дека и 2019 ќе биде барем половина од оваа 2018 и им посакувам на сите гледачи на 24 телевизија да имаат убава, здрава година наредната, да топло ветре да ги дува во животот и така. Вечерва, значи, се гледаме на плоштадот во Скопје, каде што вие ќе настапите со Тумбао Салса Бенд. Јас ви се заблагодарувам за сите желби кои што ги посакавте за нашите гледачи. Ние пред се ќе ви посакаме многу здравје, успех и музика која што ќе ве прави да бидете секогаш среќни, исполнети и задоволни. Ви благодарам многу. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше нашиот Петар Ренџов кој што ова утро пристигна во нашата студија за да го промовираме новото CD Джезилка, кое што имате можност секако и вие да го имате во ваши раце доколку го набавите, секако после нова година ќе може да се даунлодира. Следете секако Македонија денес, каде што ние ќе ги промовираме најновите спотови кои што се изработени токму за номерите од ова CD на нашиот Петар Ренџов. Останете добро расположени, македонската музика токму тоа може да го постигне тој ефект кај сите кои што ја слушаат, да бидат добро расположени секако слушајќи квалитетна музика.